Повеќе се радуваш на новогодишно пакетче или на трофеј во мототрка? Додека трае сезоната се радувам на трофеи, а кога ќе дојде овој новогодишен период се радувам на пакетчињата. Кои три личности би ги поканил на вечера да седнете сите заедно и каде би ги одвел? Јас, брат ми и татко ми би ги однел на некоја тркачка патека, бидејќи таму има ресторани, така да може да направиме и тренинг и после добар тренинг да одиме на вечера. Да е во моментов покрај тебе Валентино Роси, што би направил или што би го прашал? Би го прашал зашто не ме земе кај негово тим, кај негова академија. Кој ти е ритуалот пред секоја трка? Пред секоја трка си кажувам молитва, си правам мал разговор со моторот, се прекрстувам и стартува трката и тоа е тоа. Фокус на тоа што е пред нас. Дали си испратил некогаш по грешка флиртувачка порака и ако да, како се извади? Помислам дека не, со оглед на тоа дека јас сум веќе 7,5 години во врска, така да мислам дека немам некои такви флиртувачки пораки со некој друг. Ако било тоа така сватено, тогаш тоа е до соговорникот, ама од моја страна секогаш било све како што треба. Дали пееш под туш и Да, што? Пеам. Па знам да рапувам под туш, така да бидејќи слушам рап, така да често знам да рапувам. Мит или вистина, мотовозачите мора да бидат екстремно слаби за да бидат побрзи. Па вистина. Колку си постап, толку си побрз. Колку Толку кила побрз имаш? оди мотор. Ја имам моментално имам 71,2, а кога сум во топ форма сум околу 69, 68, зависи. Што си купи прво од поголемите заработени пари? Ги уложи во трките. Кога последен пат ги изгланца трофеите? Пред нема месец дена имам ја објавено видео. И колку се на број? 145. Дали си единствениот возач на мотор кој што нема возачка за мотор? Па не, мислам дека кога ќе се пушти статистика, можеби сум единствениот тркач кој што од овие проследи кој што нема дозвола, а во светот сведоци дека има многу возачи кои што се натпреваруваат професионално во светски шампионати, а се уште нема дозвола за мотор, така да во Македонија можеби, а во светот не.